За разлика од 2016-та, кога автомобилската сфера ја удри, ако така може да го наречеме, дизелско цунами, кога по скандалот со Volkswagen на обвинителната клупа се најдоа Fiat, Peugeot, Renault, Opel, Mercedes, кои беа под лупа за тоа дали тие евентуално мамеле со софтверите за емисија на штетни гасови, оваа година како малку да се смирија страстите. Не дека беше сопрена дизелската хајка, но сепак немавме турбуленции со поголем интензитет. Имено дизелот остана и натаму на тапет како гориво на кое ќе мора да не се смета во иднина, а по ова следа и најавите дека мора да се стави стоп на возилата кои воопшто се движат на фосилни горива. Имено следеше серијалот најави пред се од најразвиените европски земји дека на почетокот на идната или пак на следната ќе забранат сообраќање на возила со мотори со внатрешно согорување. На ваков потек во иднина ќе се решат Холандија, Норвешка, Финска, Германија, а последна беше и реакцијата од земјата со најголемиот светски автомобилски пазар Кина. По ова следеа заканите и од најголемите светски метрополи Париз, Лондон, Мадрид, Лисабон, Буенос Ајрес, Мексико Сити, Лос Анџелес, Нью Делхи, кои се здружуваат во разни асоциации во борба со загадувањето, па најавија дека веќе започнуваат со одредени забрани и дополнителни високи такси за оние кои сакаат да се движат во централните градски подрачја. Некои забранија да се врши дотур на стока во овие региони, освен со електрични автомобили или возила со мотори на алтернативни горива. Со оглед на аргументите на градските татковци, па и на владините први луѓе на државите кои ги споменавме, а и оние кои прават големи планови на оваа тема, па и водичките како Кина, САД, Индија, се разбира и Европската Унија допрва не очекуваат нови страници во автомобилската историја. Фактите ги прифаќаат и автомобилските гиганти, кои најавија дека за неколку години нема да имаат во својата понуда дизелски агрегати Volvo, Toyota, Hyundai и се насочуваат кон електромобилноста. Во една ваква ера, каде во преден план избија електричните остварувања, плагин хибридите или пак и само класичните хибридни изданија, производителите се во своевидна трка во развојот на што поадекватни возила на оба поле, каде примерна е автономијата, односно батериите. Неверојатно, ама во неа се и премиум производителите, па и оние на суперспортските изданија. За некого во оваа трка останатите се за нив веќе неколку круга, други полека се обидуваат да фатат приклучок, а трети најавуваат вистинска офанзива и факт дека брзо ќе ги стигнат сите оние кои се пред нив. Од оние кои засега се во предност се Renault, Nissan, BMW, некои кинески компании, а од оние кои најавуваат вистинска офанзива се Volkswagen, Mercedes, Peugeot, Opel, Jaguar, Land Rover. Експертите отидоа и до таму дека пред нас е на вистина нова ера, слична на онаа кога човекот од конј премина зад управувачот на автомобилот. Рака на срце, нема веќе автомобилски производител кој не работи на развој на технологии на ова поле. Тука е уште еден момент кој се наметна со развојот на новите алтернативи, а тоа е секако автономијата, па многумина сметаат дека е се поблизу денот кога возилата ќе управуваат сами, со што ќе се зголеми ефектот на безбедноста. Но да се вратиме во реалноста. Од она што секако треба да остане во аналите што ја одбележаа 2017 година, е тоа што видовме на вистина голем број новитети на патиштата. Ова е, како велат производителите, оружјето со кое се спротивставуваат на кризата. Повеќе модели, поголем избор за секого, богати, сиромашни, стари, млади, мажи, жени. Се развиваат се подобри и подобри остварувања во многу сегменти и сфери. Статистиката вели дека ова е време на кросовери и SUV изданија. Ова се најбрзо растечките сегменти, а годишно бројот на пласирани нови изданија се зголемува и за десетици проценти. Овие изданија ги фрлија во сенка, пред се седаните, а и моноволумените кои преку ноќ се претворија во кросовери. Зад нив изненадувачки не се компактите кои со години беа лидери во побарувачката, туку тоа се субкомпактите. Како тврдат стручњаците, тоа е поради фактот што тие сега се со димензии како нивните поголеми браќа, па затоа се и попосакувани од клиентите. На крајот, кога е во прашање оваа економска гранка, нешто и за нашиот пазар. По консолидирање на економските и политички бранувања полека се чувствува одредена раздвиженост на ова поле и во државава.
Факт е дека не е драматичен порастот на продажба на новите возила, но сепак е евидентно одредено помрднување. Исто како и во светот, така и кај нас, главен движечки потенцијал е напливот од новитети. Да не преаудицираме, но бројките велат намален интересот за старите возила, а секако своја улога има најавата за воведување на стапка за увоз на автомобили со Евро 5 норми. Оваа регулатива требаше да стапи на сила досега, но поради промените доцни. Се надеваме Дедо Мраз ќе ја донесе, а со тоа и субвенциите за нови, еколошки прифатливи и електрични возила. Во очекување на што подобро утре кај нас и во оваа сфера, Автоплус и натаму останува ваш хроничар, кој постојано ги прати сите поединости во оваа гранка, како и во изминатите 25 години од сите меридијани на планетава. Ве пренесува во секоја точка, каде ќе посакате, во секое време, па така нека биде и во 2018-та. Експертите на една од водечките институции, светски лидер во подрачјето на технолошки услуги, германскиот TÜV Nord, чија продолжена рака кај нас е AMCert, презентираа многу новини во начинот на стандардизација и унапредување во повеќе сегменти во сообраќајот и нивна можност за имплементација во нашите регулативи и норми. Организатори на манифестацијата беа Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, Универзитетот Гоце Делчев од Штип, AMCert и редакцијата на Автоплус. Советувањето беше поделено во два дела, со оглед на интересните сегменти кои беа во агендата на врвните експерти како од TÜV Nord, така и од нашата држава. Витрините на Kia Motors Македонија ќе ги краси уште една блескава статуетка во вид на маска на ладилник, заштитен знак на манифестацијата која на свечен начин во хотелот Парк во Скопје им беше доделена на челниците на македонскиот импортер. По првата на СИД, втората на Рио, овој пат со титулата се закити четвртата генерација на Спортаж. Манифестацијата на која се доделува ова вредно признание се организира по 22 пат, а местото каде се најдоа голем број представници од филата, естрадни уметници, новинари. Овој пат беше хотелот Парк во Скопје. Македонскиот импортер на пневматиците на Континентал, Мотоцентар, пред новинарите и своите деловни соработници, ја представи новата гама на гуми Премиум Контакт 6. Како што посочи првиот човек на компанијата, Горан Гроздовски, станува збор за пневматик кој е толку избалансиран што може да го задоволи секој предизвик, а кој во исто време нуди и максимална удобност и прецизност, динамично возење како и голем број изминати километри и низок отпор. На пригодна свеченост во присуство на голем број гости во салонот на Кореа Auto Trade беше промовирана една од трите изведби во семејството Ионик, моделот кој представува спој на корејскиот гигант на сегашноста со иднината. Hyundai Ioniq е првиот автомобил во светот што се нуди во три главни верзии, во зависност од погонскиот систем со користење на една конструкција. Имено тој се нуди како класичен хибрид, потоа плагин и комплетно електричен. Официјално беше отворен новиот ексклузивен центар за Jaguar Land Rover на улица Скупи, кој е во целост подготвен да ги услужи како постојните собственици на моделите од британската компанија, така и новите клиенти заинтересирани за премиум автомобилите. Врвниот квалитет и иновативноста во комбинација со легендарниот британски дизајн и креативниот инженеринг се белезите по кои е препознатлив овој бренд. Софистицираноста и безпрекорноста се главните карактеристики на новиот продажен салон, кој е дизајниран според сите стандарди на Jaguar Land Rover. Новиот центар опфаќа 680 метри квадратни, истиот се состои од изложбено продажен простор за нови автомобили, како и дел за сертифицирани користени возила. Воедно новиот објект нуди единствени овластени од производителот постпродажни и сервисни услуги. Nothing can stop me, I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up.
Низ улиците на македонската метропола продефилираат зверките кои беа дел од манифестацијата One Life Rally, која пропатува низ 6 центри на Балканот. Атрибутите на релито беа луксус, раскош, ексклузивност, екстравагантност. А вредно е да се напомене дека колоната која протатни низ скопските улици беше вредна над 3 милиони евра. Lamborghini, Aventador и Hurricane, 2 Bentley, Continental GT, Bentayga, Aston Martin DBS, Maserati Gran Turismo, како и повеќе изведби од гамата на премиум производителите BMW, Audi, Mercedes, Cadillac. Иако целиот настан го има епитетот на балканско рели, важни се дружењето, забавата и можноста да се сплотат корисното и задоволството, минувањето низ убавините кои ги нуди овој дел од светот. Тенеко нуди на пазарот новина на полето на амортизерите Monro OS Spectrum. Наменет за возачи кои посакуваат нивните автомобили да понудат врвни карактеристики во секоја ситуација при текот на управувањето. Новиот премиум асортиман се нуди со 5 годишна гаранција на квалитетот и перформансите. Во, би рекле, пријатна работна атмосфера, македонскиот импортер за Тенеко производите, автолидер од Скопје, на своите деловни пријатели, сервисери, новинари, им го представи новитетот во гамата на Monro амортизерите OS Spectrum. Во организација на импортерот за програмата на германскиот спортски гигант Porsche Кајнас во македонската метропола по трет пат допатува караванот Porsche Driving Experience, составен од безпрекорно подготвените зверки на производителот за да на и овие простори на свој начин ги презентираат своите вредности и врвен квалитет. Имено, годинава Porsche Македонија се најде повторно на мапата на својот принципал да преку посебен настап представи дел од својата гама за потенцијалните клиенти, партнери, пријатели и новинари. Porsche во Скопје овој пат се представи со педигрирани грла од својата ергела, Porsche 718 Boxster S, Macan Turbo со пакет перформанс, Porsche Panamera Turbo, Porsche 911 Turbo S Coupe и Porsche 911 GTS Cabrio, кои клиентите и новинарите можеа да ги тестираат низ неколку добро осмислени вежби за да се запознаат поблизу со новите индивидуални динамични карактеристики и перформанси. Соучество на повеќе верзии со различно ниво на опрема од актуелната генерација на пикапот на Исузу, како и два сосема нови од освежената изведба македонскиот импортер Auto Македонија реализира несекојдневна презентација на најновото остварување на јапонскиот гигант. Ниту надвиснатите црни облаци полни со дожд, ниту силниот ветар не ги сопре над 20-тината модели што од досегашната како и од обновената верзија на Исузу D-Max се упатија кон јасен каде нашиот домаќин замисли да се реализира главниот дел од презентацијата на освежената верзија на ова најново остварување Isuzu D-Max Picnic. Обновената верзија на Isuzu D-Max пристигна во салоните на македонскиот импортер со посвеж изглед, ентериер и ревидиран турбодизел мотор. Mida Grand Motors, импортерот и за програмата на возилата на шведскиот Volvo, ја промовираше официјално втората генерација на бестселерот на компанијата XC60. На пресконференцијата беше апострофирано дека новото поколение наследува еден од најпосакуваните модели во гамата на шведскиот гигант, кој за 9 години од лансирањето на пазарот стана бестселер во својот сегмент во Европа, со речиси 1 милион продадени примероци во целиот свет. Во моментов моделот генерира околу 30% од вкупната реализација на брендот на глобално ниво. Новото XC60 битува да стане еден од најбезбедните автомобили кои некогаш се појавиле на виделина, а главна причина за тоа ќе бидат посебно димензионираната конструкција на моделот, мноштвото високотехнолошки системи за активна и пасивна безбедност, како и функционалности за полуавтономно управување.
Во присуство на голем број пријатели и гости, Porsche Македонија во ресторанот 4 одржа промоција на најновите модели на Volkswagen Arteon и Polo. Присутните не останаа рамнодушни кон овие два модели кои одсега се достапни на нашиот пазар. Тие имаа можност одблизу да се запознаат со интериерот и екстериерот на овие два нови автомобили и да ги откријат нивните мокни перформанси. Македонија имаше посебна чест да биде дел од несекојдневната светска тура Above and Beyond на британскиот гигант Jaguar Land Rover. Прекрасно е чувството кога низ патиштата на нашата држава ќе се најдат најновите остварувања на еден премиум бренд каков што е Jaguar Land Rover. А задоволството е на квадрат кога вие ќе бидете дел од авантурата подготвена за оваа цел и ќе ги возите моделите од гамата. Навистина голема привилегија е да се најдете на мапата на ваква тура, а експертите велат дека тоа е поради довербата во македонскиот релативно нов дистрибутер Automobili Group, како и се поголемиот интерес на клиентите кај нас за моделската гама на британскиот производител. Ние бевме дел од збиднувањето на денот определен за новинари и на располагање не беа вкупно 12 остварувања од гамата на двата бренда, Jaguar и Land Rover. Колоната возила според груба пресметка беше тешка околу 1 000 000 евра. Извонредните постигнувања на Kia Motors Македонија, особено во годината што изминува, придонесоа за поинакво размислување кај импортерот во потрага за што поголем број клиенти на нашиот пазар, како што најави од компанијата, следи своевидна офанзива во оваа насока, па во плановите отворање на неколку свој нови центри низ градовите во Македонија. Првата станица за Kia Motors Македонија е Штип, за кој според анализите постои голем интерес за моделите на корискиот гигант и отворен е нов продажен пункт. Честитки за македонскиот импортер, кој после скоро една деценија е првиот кој отвора дилерство надвор од главниот град. Новата генерација Insignia очигледно е дека ќе врати голем дел од фановите на молњата кои преферираат возила од D-сегментот. Не дека со близу 1 милион продадени возила и првата генерација на моделот заостануваше во однос на конкуренцијата, но според она како е прифатена на стариот, новата Opel Insignia Grand Sport, која пристигнува во пакет со караванската изведба Sports Tourer, се најавува нова успешна страница во мощна богатата историја во овој сегмент на Opel. Вредните стручњаци од Риселсхајм навистина скоцкале ремек дело, кое поставува нови стандарди на ова поле и тргнува во вистинската офанзива. За незините вредности можевме да се увериме и на лице место при посетата на погоните во Риселсхајм, каде се монтира новината, а потоа и во возните својства на патиштата на Германија и улиците на Франкфурт. Втората генерација Insignia импресионира со своите високотехнолошки решенија, од матричниот систем на предните светла Opel IntelliLux LED и современите електронски системи за помош на возачот до извонреден head-up дисплеј. Во прилог на сето ова, Insignia нуди и типична за брендот Opel првокласна комуникацијска поврзаност со интеграција на смартфон функции, која сега нуди уште една нова функција на Opel OnStar личен асистент, кој им овозможува на патниците во Insignia да прават хотелски резервации и да наоѓаат места за паркирање со помош на системот OnStar. Во околината на Минхен, на полигонот на BMW M и по патиштата до Јужен Тирол ги тестиравме новите технолошки достигнувања во BMW 5. За седмата генерација на еден од најуспешните бизнис седани во светот е приказната која започнува пред 45 години. Стратегијата наметната од пред неполни 5 децении од страна на баварскиот производител продолжува во ист стил, но се разбира во склад со современите трендови, па и ова најново поколение има за цел да ја
покаже насоката на развојот на автомобилите во класата. Луксузот, технологијата, динамиката и комфорот, дополнети од типичното спортско за BMW однесување на патот, секогаш ја издвојувале серија 5 од останатите, па така и сега. Потврда за успешната приказна секако е фактот што од 1972 година до денес од BMW им се испорачани на клиентите близу 8 милиони петки. Основна цел на организаторите на оваа средба беше првенствено да ни ги покажат елементите со кои петката се наметнува, односно врвните технолошки достигнувања и рака на срце успеа. На потекот од Трогир до Пак имавме извонредна прилика да се запознаеме со вредностите и деталите на најновите остварувања на штутгарскиот спортски гигант, со кој најавува влез на голема врата во една друга сфера. Panamera Sport Turismo, караванска изведба на најпрестижната лимузинска верзија на Porsche, е трета изведба врз Panamera по стандардната и продолжена верзија Executive. Едноставно ова остварување би требало да го квалификуваме како караван за чија петта врата се кријат сосема солидни 520 литри или 50 литри повеќе. Ама некако не оди на караван со Porsche, па би се изразиле онака трендовски shooting brake модел со 5 врати. Нема сомневање дека оние 520 литри импресионираат, но со оглед дека мора да го опишеме до крај ова остварување, чија главна цел е токму потребниот простор, да потенцираме дека со соборување на задната клупа расте дури до 1390 литри. По патешествието со авион до Париз се возиме со воз на француската ТЖВ и ги мериме неверојатните 309 км на час брзина на движење. Конечно пристигаме во Леман, градче од 300.000 жители, малечко и испастрено какво што кај нас не можете да видите, со поголем број трамваи од автомобили, а низ кое поминува реката Сарт, по која е крстена и патеката Сурки де ла Сарт, најпозната по трката на издржливост 24 часа Леман. Овде сме на покана на Форд да се дружиме со автомобилите, но овие не се од калибарот со кој сме секој ден, туку нешто посебно. Арогантни, смело дизајнерски, само за оваа цел скроени, брутални, едноставно подготвени во секој момент да се фатат во костет со времето, километрите, за да ги потврдат своите вредности и врвни перформанси, по кои несомнено се единствени на планетава. Беше навистина предизвик да се видат овие зверки кои во моментов кога пристигнавме, прикриени со превезот на мистеријата, се дотеруваа во боксовите за предизвикот кој трае 24 часа. Се престегнува секое штрафче. Прецизни математички присметки се прават за да може да се издржи тој напор од едно денонокие, се коригираат динамичките вредности, се пеглаат гумите, а од време на време сето тоа се проверува со некој остварен круг на самата патека. Со Рено Колеос се дружевме на регионалната презентација организирана од канцеларијата на компанијата во Белград, а беше реализирана во околината на Нови Сад. Рено реши да го направи Колеос повеќе од едноставен кросовер, да го понуди како луксузен модел кој едноставно ќе биде рамо до рамо со Talisman и E-Space. Воедно новиот Колеос е врв во гамата на Реноовите кросовери кои сочинуваат уште Captur и Kadjar. Некако навикнавме во последно време Рено да вади по некој специјалитет од својата кујна, а кога е во прашање француската со додатоци од јапонската, па и малку кориската, тогаш специјалитетот едноставно мора да биде добар. Таков е случајот со новата генерација на Колеос, кој во основа е Рено и ја носи неговата значка, но со многу примеси од партнерот во Алијансата ќе се произведува во погоните на Бусан во Јужна Кореја. Представен по прв пат на салонот на автомобили во Пекинг во 2016 година, Колеос тргна во продажба на европските пазари ова лето. На специјално подготвениот полигон на BMW Driving Academy во близината на Мајзах, преку посебна програма, баварскиот гигант ни ги представи своите изданија од iPerformance одделот, како и iMоделите, каде во преден план беше да ни ги представи своите врвни технологии на ова поле и динамичките својства.
Нашите домаќини преку одредени комбинации на тест вежби и возење на одредена дестинација се обидоа да ни ја представат најсовремената технологија на мотори и моќни литиум-ионски батерии. Што се однесува до пазарот на нови автомобили во Македонија, добро е познато дека SUV изведбата на Dacia е еден од клучните играчи. Одлична проводност и атрактивна цена се главните адути на романскиот кросовер, кој со својата прва генерација направи вистински бум, не само кај нас, туку и глобално. Наред е второто поколение кој имаше своја премиера на салонот во Франкфурт, а сега беа спроведени и првите динамички тестови. Тие беа одржани во близината на Атина, а нашиот тим беше на местото на настанот. Еве ги нашите првични впечатоци за новиот кросовер, комплетно развиен и овој пат под будното око на врвните мајстори на својот занает од Рено. Автоплус секогаш е присутен на најголемите автомобилски смотри, па така беше и сега. Бивме дел од 87-то издание на Салонот за автомобили во Женева. Несомнено една од највредните манифестации од ваков карактер, специфична по многу нешта. Дел од оној салонски светски крем, многу новитети, концепти и прототипи, посебен раскош, гламур и престиж. Меѓу највредните работи секако е што ова е единствен саем што се одржува на неутрален терен. Се мисли земја каде нема производител на возила, а воедно ова е првиот салон во календарот на ваквите саемски манифестации на стариот континент. Посебен белег на настанот му дава фактот што свое присуство пријавија буквално сите производители кои значат нешто во автомобилската сфера и ги нема оние откажувања кои беа специфични за сличните светски смотри како Детройт, Париз, Франкфурт. На брегот на Женевското езеро, во 10-те хали на Пала Експо, конгресниот центар, со 77.323 квадратни метри внатрешен и плюс над 30.000 отворен простор во спектарот на бои од рефлекторите, годинава се најдоа близу 1000 експонати од 250 изложувачи од 30 земји. Дека ова е еден од највлијателните автомобилски салони во светот, потврдува и фактот дека годинава имаше дури 148 премиери, што светски, што континентални. Мошно и интересно, поголем дел од нив не се само визија за иднината, туку модели кои веќе утре ќе ги видиме на патиштата. Ауто Шангај 2017, кој стана мощна значаен настан на светската сцена на ова поле, со самиот факт што Кина е водечки пазар во светот, па голем број производители ги остваруваат своите премиери на автомобили токму во оваа светска метропола, се одржа по 17 пат. Вреди да се напомене дека шоуто се одржува од 1985 година и има биенален карактер. Експо центарот во Шангај веќе има над 25 затворени хали на површина од рекордни 400.000 квадратни метри. Годинава имаше околу 2500 изложувачи од 25 земји, а бројот на представените автомобили е близу 1500, што секако се бројки на кои може да им позавидат и најголемите настани од овој карактер на планетава. Домашните компании овој пат беа најзастапени, а многу од нив се представија со концепти кои не само за локалниот пазар, имаат и признак за глобално ниво.
На близу 280.000 метри квадратни во халите на Jacob Javits Center блеснаа близу 50 премиерни изданија, што со епитетот светски, што експонати кои имаат свое северноамериканско деби. Традицијата е секако една од најголемите вредности на оваа салонска автомобилска смотра, односно манифестации од ваков карактер во големото јаболко се одржуваат од далечната 1900 година. И она што можеби е најинтересно е фактот дека една од најстарите манифестации од ваков карактер, која годинава се одржа по 117 пат, беше мощна актуелна и овој пат во градот, каде статистиката покажува дека повеќе од половината негови жители немаат сопствен автомобил. Производителите на годинишниот салон се надпреваруваа во многу елементи, но примерни беа концептните изданија, што не е својствено за ваква манифестација. Токму во Њујорк светските гиганти ја представија еднината во автомобилската индустрија, а она што е во преден план е што мощно актуелни за она што не очекува се многуте технолошки решенија на полето на автономијата, хибридите, електричните возила. Инаку вреди да се напомене дека во големото јаболко годинава имаше близу 300 излагачи од над 30 земји во светот, со над 1000 експонати. На отворањето на меѓународниот салон за автомобили во Њујорк станаа познати имињата на победниците по категории во годинишниот избор за светски автомобил на годината. Главната награда му припадна на Jaguar F-Pace. Голем успех за моделот, како и на Jaguar како компанија, бидејќи ова е првиот англиски автомобил што се закитил со ова високо признание од воведувањето на конкурсот во 2003 година. Секоја година во септември германската финансиска метропола Франкфурт и неговиот месе со 12 хали се центар на автомобилските светски збиднувања. Годинава еден од најзначајните салони во историјата на автомобилизмот се одржа по 67 пат, а над 1000 изложувачи се обидоа на светот да му ги представат своите визии, идеи и новитети. Неверојатно, но така вели официјалниот сајт на салонот, дури 363 иновации и 228 светски премиерни изданија се обидоа да ги свртат очите на автомобилската јавност, што ги фрли во сенка сите оние песимистички прогнози дека ова е почетокот на крајот на франкфуртската фешта, поради откажување на учество на дури 9 еминентни светски производители, непосредно пред почетокот на манифестацијата крај мајна. Најатрактивната изложба на мотоцикли, пропратна опрема и делови во Милано, манифестацијата Esposizione Mondiale di Motociclismo, EICMA, годинава се одржа по 75 пат. Иако има повеќе од еден век од одржувањето на првиот ваков настан, сепак ова е 75-тото официјално издание на несомнено, според многумина најголемото, но и најпривлечното мотор шоу од ваков карактер на планетава. Главната поента и на оваа приредба беше повторно нитката што веќе со години се проткајува на оваа манифестација, дека Европа се уште ја диктира мотомодата во светот, иако производителите од стариот континент одамна се засенети од оние од Јапонија. Како што налага традицијата и овој пат првиот ден на EICMA беше резервиран за медиумите и премиерните представувања, а според неофицијалните податоци, манифестацијата ја следеа над 5000 акредитирани новинари, репортери, дописници. Потоа и официјално дојде ред на бизнисот и посетителите, кои со задоволство ги пропратија штандовите над 1000 компании од 35 земји во светот, на вкупна површина од 280.000 метри квадратни. Организаторите објавија дека 18% од компаниите учествуваа за прв пат. Со цел да доловиме дел од атмосферата, издвојуваме неколку екстра новитети кои во Милано го свртеа вниманието на посетителите, но и на експертите кои по се изгледа уште долго ќе ја прераскажуваат оваа приказна наречена EICMA 2017.
На салонот за автомобили во градот на Ангелита видовме 50 на премиерни изданија, од кои над 20 го понесоа епитетот светски. Неверојатно, ама на ова издание каде доминирале по традиција домашните компании, комплетен блесок на премиум германските гиганти, како и јапонските производители, кои тргнуваат во нова офанзива на освојување на пазарот број 2 во светот САД. Експертите тврдат дека не очекуваа ваква манифестација на Западниот брег во центарот на Калифорнија за крајот на годината. И овде мина се во склад што светските автомобилски гиганти го диктираа во 2017, особено кога станува збор за мотор шоу на станите. Што повеќе новитети на пазарот, поголем избор, што значи и повеќе клиенти. На годинишново шоу имаше над 1000 експонати на повеќе од 400 излагачи од производители од 5 континенти. Основна идеја и овој пат беше представување на модели со напредни технологии, каде примерна е економичноста и се пониската емисија на штетни гасови.